Великденската трпеза нуди илјадници калории и огромен ризик. Организмот да биде шокиран од нив. Ова особено се однесува за оние кои постеле. Посебно треба да внимаваат оние кои што ги испочитувале великденските пости, особено со внесувањето на масна храна. Што е најважно кога предизвикот е пред нас? Најважно е да се има избалансирана исхрана која што ќе се состои од почести и помали по количина оброци. Кој тип на храна е препорачлив за почеток? Препорачуваме тоа да биде салинчокот во комбинација со помала количина на храна што содржи маса. Доколку предизвикот не совлада, колку храна треба да се внесе? Сепак тоа е индивидуално, но треба да се внимава оброците да бидат почести и помали по количина. На што особено треба да се внимава за овие празници? Треба да се внимава со внесувањето на масна храна, пред се на јајцата и месо. Освен храната, ризик се и пијалоците. Секако дополнителен ризик представуваат алкохолните и газираните пијалаци. Крајниот заклучок на сето ова е: Затоа препорачувам, бидете умерени со се, во се внимателни и да не се пријадувате.